Добар ден, се надевам дека сте расположени за уметност, затоа што токму тоа е тема на денешниот разговор. Со нас е Софија Семенпеева. Здраво, Софија. Здраво, благодарам за поканата. Ништо повели друг пат. Секогаш кога има добри работи во поле на уметност, секогаш ќе има за што да разговараме. Овој пат разговараме за графичката работилница Софија Богданци. Како всушност стигна да се оформи таа работилница и да започне да работи токму во Македонија? Вака. Графичката работилница Софија Богданци веќе постои 3 години. Таа е наследена како производ од Печатница Софија, фирма која функционира во Македонија 20 години и е голем покровител и љубител на уметноста во Македонија. Како идеја е фамилиарна идеја. Нашата фамилија е сите уметници и графиката е неспорен и секојдневен учесник во животот, така да ето се деси графичка работилница која е единствена на Балканот и во Македонија. Да, обично се случуваат оние ликовни колонии каде што поголем акцент има дружењето отколку создавањето на нешто ново, нова уметност. Но вие тука го ставате акцентот на работата со графиката. Имате и учители, тоест професори, не само од Македонија, туку и од странство. Така да. Графиката бара посветеност и 10 дена периодот кога трае сесијата мора секој од авторите да изведе 2 дела. Така да работата е во преден план, но неспорно е дружењето, исто има и големи дружења. Работилницата е водена од врвни професори по графика. Првата година беше професор од Македонија, Костадин Танчев, и втората годинава беше водител на цела колонија, ментор Инес Краснич, професор, реномиран автор графичар од Хрватска. Да. Интересно ми е тоа што собирате на работилницата токму студенти и абсолвенти по графика. Така, да. Вака сега, допис е пратено до сите ликовни академии, сега на Балканот кои се, и професорите од ликовна академија, најдобрите студенти, абсолвенти, испраќаат секоја академија има задача да испрати по 20 студенти. Сега кај нас се учесници од балканските држави, Македонија, нормално, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Словенија имавме. Имавме најава од Грција, но годинава беше откажано присуството со тенденции за следната година и најави дека ќе ни пратат студенти од академиите и надвор од Балканот, нормално. Кога се дружите меѓу себе и работите, дали се случува да влијаете еден на друг во поглед на уметноста? Интересно, пример мене лично јас како автор ми се случи да секој од авторите како автор се развивал до некоја позиција и менторите до сега што беа како водачи на работилницата налагаат и отвараат нови видици, нови процеси во графиката. Пример ако некој од студентите работи од лабок печат, почна да се испробува во висок печат, или ако работел пример линорез, да пробаат лабок печат и така комбинација. Но експериментите се доста присутни и техниките даваат можност, заради тоа што кај нас ова е исто битна информација, сите графички техники застапени, од литографија, од ситопечат, длабок алграфија има. Тука исто можности дава печатницата која ни е во склоп на колонијата да може да се комбинира уметноста во традиционалните изведби, но и во индустријскиот дел. Значи, освен што им давате шанса да ја развиваат својата уметност, им давате шанса и да размислат како би можеле да добијат пари од таа уметност, пошто од уметност тешко се живее. Да, како да би добиле пари, но и како да ја индустријата да ја вклопат во уметноста. Некој нов терк на изведбата на графичките решенија, сепак графиката е матрицата, носител на целокупниот процес и дело. И самата си ти, освен уметник, се бавиш и со дизајн. Да, јас исто дипломирав на ликовна академија како графика, но работева во животот ме наведа да работам и графички дизајн. Работам како графички дизајнер и тоа е дел од уметноста. Ми спомна дека токму вашата компанија го направила за Makedogs, онај постер што беше бавиот со кромите. Комплетното решение од фотографија до финална реализација кај нас е изведено. Од каде ви дојде таа идеја? Тимски се работи кај нас, онака кромидот е нешто кое асоцира слоевитост, кое знае да расплаче без причина. Документарецот е нешто што е реално, вистинито и
буди чувства некој. Колку често работите така на креативни решенија за да може да споите уметноста нели со работата? Секојдневно се трудиме да уметноста ја имплементираме во индустријата, во секојдневното живење. Се трудиме да има уметност во она што го работиме како дизајн. Решенијата да бидат оригинални. Тоа е дел од нашето работење. Добро, колку е важно за еден уметник да има шанса да истражува повеќе и да експериментира со материјата, за нели да стигне до некое дело што ќе биде различно и што ќе каже нешто малку поразлично од она што веќе е видено. Истражувањето во уметноста е доста битно. И како уметник, на секој уметник му е потребно, ако не истражува, значи тука нешто се заситило во него и нешто стагнира. Истражувањето е многу битен дел во секој поглед на уметност, без разлика дали сликарство, графика, вајарство. Истражување на изведба на идејата во кој медиум би се извела. И нов медиум, барење на нови начини на изведба, тоа е тоа што би требало секој уметник да го носи во себе. Можеш ли малку да ни раскажеш за атмосферата, за просториите, каде се наоѓа графичката работилница и како се случува, нели, работата? Графичката работилница се наоѓа во Богданци. Тоа е во склоп на целокупната печатница. Имаме одел посебни ателија за графика, кај што ги има, ви напоменав, сите графички техники се работат. Во склоп на работилницата има дел каде што се сместуваат нашите гости. Сега за сега капацитетот на автори кои што може да се сместат во целиот простор се 15 автори со тенденции на ширење и зголемување. Имаат сите услови на авторите им се понудени, буквално само желбата за работа и за експериментирање во нешто што до сега не го работеле. Или да си го продолжат оно нормално што го работеле. Кои се вашите идни планови со таа графичка работилница? Како планирате да ја развивате? Вака, графичката работилница е отворена 365 денас во тек на цела година. Главната сесија, која се случува во август, на крај на август, е од 24 август до 4 септември. Секоја година во истиот термин се оди, но сите автори како автори, заинтересирани кои сакаат да работат, се знаеме дека графиката бара посебни услови за работа, може слободно во секој период од годината да не посетат и да ги развиваат своите идеи и да творат на поле на графика. Идни планови имаме големи, сакаме да ја прошириме во меѓународна од светски карактер, сакаме да донесеме кај нас автори, графичари кои се веќе реномирани во свет и тука да творат и да ги покажат своите способности и знаење. Несебично, со тоа што и нашите млади автори, графичари би добиле плюс знаење, плюс информација како се работи некаде надвор. И дали е тоа исто како нас. Да, тоа е убаво кога ќе може да се направи некаква споредба, затоа што тешко кога си затворен или не гледаш како другите работат, а се обидуваш да постигнеш некое друго ниво на работа во уметноста. Ти самата си, нели, уметник, рековме. Последно твое што видов беше твојата самостојна изложба, каде што во прашање беше универзумот. Кажи ми на што ново работиш сега? Сега моментално работам на нов циклус, кој што се надевам дека следната година ќе го испромовирам. Се тргам сега од она што беше во МКЦ, мислам, јас во мојот процес, во моето творештво сакам да експериментирам доста, макар и да биде утка, но се надевам дека нема да е така. Работам сега на објекти, тродимензионални објекти, али толку. Сега до сега толку ќе ви откриам, да. Добро, ќе видиме кога ќе се случи. Кога ќе дојде, кога ќе се случи, да. Добро. Кажи ми, имаш ли влијание од наши уметници македонски или можеби од некои странски уметници, дали им се воодушевуваш на некои, дали ти се како идоли, превземаш ли идеи, те тераат ли да размислуваш покреативно? Вака сега, да превземам идеи, да имам идоли како автори, знаеме во историјата на уметност има автори кои што се започет, голема почит, но посетата и разговорот со автори кои што нудат нешто ново и интересно ми е од голема помош. Пример годинава, искрено ќе ви кажам, многу големо влијание професорката која беше на работилницата, изврши многу големо влијание врз мене, со тоа што не во начинот на креирање на идеја, не во тој начин, туку во процесот како би се развивала идејата. Тоа е исто битно. Јас како млад автор ми е битно. Сега за сега ми е битно тие разговори, тие комуникации. Се надевам дека и во иднина ќе ги има се повеќе и повеќе.